Прво видовме како се снимале состаноци секакви луѓе, секако и претпоставам од некои од тие што биле на тие состаноци ги има снимано разговорите, ги има пуштено. Кога Заев поседуваше докази, јавно ги објавуваше транспарентен начин во Социјалдемократскиот сојуз и секогаш кога ќе поседуваме докази, ќе ги објавиме јавно и ќе доставиме до институциите на системот. Народот во оваа кампања очекува позитивна кампања, очекува да слушне понуда на решенија, понуда на перспектива, понуда на иднина, сето она што е важно за секое семејство, за децата, за младите, токму тоа е фокусот на кампањата. Ние продолжуваме да водиме исклучително позитивна кампања, а веројатно ќе се дознае и кој ги објавува разговорите, а веројатно и граѓаните може да претпостават, како што и јас можам да претпоставам како слушател на таквите разговори кои што се објавуваат. Кои се предпоставки? Чувате секаква можност од вашата партија да го прават тоа во овој сериозна кампања? Секако дека исклучува можност, заради тоа што партијата, како што реков, која имала да објави, и знаете бомбите од 2015 година, која јавно, на транспарентен начин, со транскрипти, ги доставувавме и до медиумите, јавно ги објавувавме, со јасно наше видување на говорниците во Социјалдемократскиот сојуз. На состаноците, како што слушам, имало најмалку 3 личности кои што биле таму, тоа се господинот Мицковски, женскиот глас кој што се слуша и господинот Зоран Милевски-Кичевски. Господине Заев, сега ветувате во кампањата контрола на судиите, корупција, 5% ако не се лажам, значи контрола, покинување на патните трошоци за пратениците. Зошто досега тоа не го направивте? Се тврдите 3 години на власт. 2,5 години имав честа да водам владата и навистина се решија огромни прашања. И прво по тежина, важни за државата, а и по обем. За да можете да очекувате правно практикување на законите кои што ги донесовме, мораше некој да ги донесе законите, да ги изработи, тоа го направи владата, а парламентот ги донесе. Знаете дека законот за јавното обвинителство, кој што е најважен за гонењето на кривичните дела, се донесе дента пред распуштањето на самиот парламент со двотретинско мнозинство. И законите во пакетот во правосудството се донесува во последната година. Останува практичното имплементирање на законите и затоа испорачуваме јавно очекување од нас, но и од сите граѓани, дека судиите мора да бидат независни, да судат транспарентно, да судат правично, да судат етички и да судат ефикасно. Затоа прочистувањето на правосудството предстои како процес кој што е различен од ветингот, заради тоа што ветингот беше распуштање на правосудството, за кое што не добивме согласност од Европската унија, со право да секој судија се кандидира. Овде имаме целосна контрола и проверка на имотот, потеклото на парите, на самите суди и обвинители и други вклучени во правосудството. Имаме проверка на предметите во последните 5 години, најмалку 5% од пресудите ќе се прочешлат, согласно кој ќе се утврди дали некој правел махинации, дали имало влијание, дали намерно застарувал или слично, и затоа мораме на тој начин да направиме едно јавно, транспарентно фокусирање на сите, ако сакаме да имаме во пракса владење на правото. Владењето на правото и такако е веќе видливо во сите овие изминати години, но ниту јас, ниту граѓаните се задоволни од тоа. Луѓето очекуваат ефикасна и брза правда, очекуваат транспарентни судски постапки, очекуваат виновните да си одговараат пред судовите, а сите оние кои што се невини да бидат ослободени. А околу патните трошоци тоа неколку пати беше мислам во јавност многу високо подигано и се намалуваа проценти, но не се укина сега на евовата. Имавме намалување на дел од патните трошоци. Целиот концепт сега што го нудиме е комплетно кинување на патните трошоци. Заради тоа што прво имавме 49 пратеници од последните избори, а ви требат најмалку 61. Секако тоа не беше наше изборно ветување, проблемот се јави по дебатата и етичкиот дел на поставеноста на граѓаните кон пратениците, посебно за пратениците кои што доаѓаат од натрешноста. Првиот чекор го направивме на намалување на трошоците, сега развивме варијанта, во текот на сите овие години видовме дека можат пратениците од натрешноста да бидат сместени во државни станови, додека се овде за време на работните денови и да не добиват патни трошкови, за да ја отстраниме сите неетички чувства кои што постојат кај граѓаните како причина за реакција кон пратениците. А како го коментирате вчерашното сослушување на поранешниот директор на Фондот за здравство Дончев? Внимателно ги следам сите развои на настаните од ваков аспект, заради тоа што господин Дончев беше директор на Фондот за здравствено осигурување. Јавното обвинителство води истрага. Водат истрага и против Ден Дончев на пријава на
еден од поранешните, сегашните собственици на Диамет, а секако има и истрага за Диамет. Јавното обвинителство даде соопштение дека постои таква предистражна постапка, а начинот на кој што Чулев сака тоа да го прикаже е секако нешто кое што дефинитивно е заради политички цели. Оти обвинителството дава налог некој да биде повикан, да биде сослушан, да биде изведен пред истражен судија или слично. Министерот Наке Чулев тоа го прави заради политички маркетинг и да покаже нели колку тоа они ќе бидат власт од која што никој не може ништо да направи. Ама сега кога тргнат со ваквите аршини, еве очекувам како што слушам денеска да го викнат и господинот Мицковски, да го викнат и господинот Орце Камчев, баш по истите аршини на сослушување како што го направија тоа со господинот Дендончев.